својот дел. Поздравување делот на тоа што деловите на урбанизмот, овде во Гевгелија имање на кармите на Гевгелија во Гевгелија, затоа што се крадат сите еден план за село, или чувам она што значи транспарентност, можности за изработка или развојните можности на вашите. Овој регион е многу значаен заради тоа што партиципира многу сериозно во бруто домашниот продукт на државата. Многу често и сериозно во трговската размена, извозот, увозот кој што Македонија го има. Потенцијалот кој што го отвараме после успешниот референдум е уште поголем. Зошто? Заради тоа што прво Грција е втор најголем трговски партнер на Македонија, после Германија. Мене ми е многу драго што уште во најава на имплементацијата на договорот за пријателство со Грција, веќе бројките покажуваат сериозно следење од страна на бизнис заедницата на трендот на раст на тоа пријателство и партнерство. Голем дел од фирми од овде од Македонија и од Грција се партнери, фирми со мешовит капитал, грчки и македонски, но она што пријателството го носи, го создава, навистина отвара сериозни перспективи. Многу малку имаме зборувано дури за вториот дел, ние политичарите, договорот кој што за мене е можеби и поважен дел, заради тоа што и ова пријателство, и спогодбата која што ја направивме, на крајот е заради економските бенефиции на граѓаните од двете страни на границата. И јас знам дека тоа е возможно само преку вас, деловните луѓе, ако навистина го фатите моментот и го употребите комплетно за да расте севкупната ваша дејност, каква и да е, дали е производство, дали е трговија, дали е делот на игрите на среќа, кој што овде во Гевгелискиот крај го имаме најмногу застапено од Македонија, но што и да е дејноста, треба да се искористи на вистина овој потенцијал. Лично јас стекнав нов пријател, тоа е премиерот на Грција, Алексис Ципрас, министрите ни станаа блиски, веќе неколку други министри ја посетија Македонија, ние отидовме службено на тој дел, ова пријателство само ќе расте, а наша обврска како политичари е да ги обезбедиме сите можни услови за да може деловната заедница секако уште поуспешно да функционира. Ќе кажам само еден параметар. Лани есента, после завршувањето на локалните избори, се отвори можноста да направиме обид да постигнеме договор со Грција. Тие обиди, тоа градење на пријателство, одлуките за промена на името на автопатот, на преименувањето на аеродромот, Грција го ослободи вториот процес за нас или втората фаза за асоциација и стабилизација. Веќе тргнаат дебатите и политиките за отварањето на граничниот премин Маркова нога на Преспанскиот крај и она што значи директно наша поддршка за учество во одредени унии, како што е Јадранско-Јонската унија, каде што немавме можност да учествуваме. Сето тоа создаде една позитивна клима, која што за резултат, ќе ви кажам, првите 7 месеци од 2018 година, од јануари до јули 2018, во споредба со јануари-јули 2017 година, купната трговија пораснала за 16,5% изразена во евра или 27,9% изразена во долари. Јас го гледам благодетот, например, од порастот на севкупниот бруто домашен производ во Македонија во овие прво полугодие, например, или севкупните приходи кои што се зголемени за 67 милиони евра дополнително пари. Гледате дека веднаш поделивме и објавивме колку ќе зголемиме социјалната помош, колку ќе расте платата на здравствените работници и специјалистите. Имавме можност да ги укинеме буквално со одредено преадаптирање тарифите на голем дел од извршители и нотари, кои што исто така беа оптеретување и на деловната заедница, не само на граѓаните или слично, а и ќе продолжиме во тој тренд да ги намалуваме севкупните давачки за бизнисот, за економијата, за да може да биде се поконкурентна и поконкурентна.